Срцето ми се радува кога доаѓам во овој Божји дом, бидејќи на вистина тука е излејана Божјата милост, Божјата радост, силата Исусова е тука. Бидете благословени Господ да даде да порасне старото, да дознае и овој град и цела македонска земја и целата земја за Исус Христос Спасител. Од луѓето гинат од незнаење. Ќе се сведочи светото Евангелие по Матеја. Луѓе, браќа, Он ги зеде нашите немоки и ги понесе болестите. Исусе, ќе врвам по тебе, каде и да одиш. Лисиците имаат легла, а птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подстои. Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртвци. Не плаши се чедо и се простуваат гревовите. Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно да кажам, и се простуваат гревовите твои, или стани и оди? Зашто здравите немаат нужда од лекар, а болните. Одете и научете се што значи милост сакам, а не жртва. Зашто не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Зашто никој не крпи стара облека со нова крпа, оти таа ќе се отшие и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мелови, зашто меловите ќе напукаат и виното ќе истече, туку ново вино се става во нови мелови, тоа се запази едно и другото. Браќа, жетвата е голема, а работниците се малку. Затоа сите заедно да се помолиме на Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. И Исус ги повика своите 12 апостоли, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Елајте вака, болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ниту пакар, ни торба за пат, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту стад, зашто работникот ја заслужува својата награда. А штом ќе влезете во некој град или село, распрашајте кој е во него достоен и таму останете додека не се заминете. А кога ќе влезете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам, и ако куќата биде достојна вашиот мир, нека прејде на неа. Ако пак куќата не е достојна, вашиот мир нека се врати при вас. Лучше одговарате? Да, треба полата да се помага. И ако куќата е достојна, не е достојна вашиот мир, нека се врати при вас. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Зашто дојдов да разделам човек од татка си, керка од мајка си, снаа од свекрвата нејзина. И на пријателите на човека ќе бидат неговите домашни. Кој милува татко и мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го земе својот крст и не врви по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. А кој ќе ја запази душата своја, ќе ја загуби. Кој ме прима вас, ме прима мене. А кој ме прима мене, го прима овој што ме прати. И кој напои еден од овие мали само со чаша студена вода како мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. А Јован, штом чуо затворот за Христовите дела, испрати 20 своји ученици кај Исуса и го праша: Ти ли си оној што треба да дојде или тук да чекаме? Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме? А Исус му одговори: Одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат, сакати проводуваат, лепрозни се очистуваат, глуви простушуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува заради мене. А вие,
što ste izdali da vidite o pustinata, trskali što se bure na vetru. Čovjek li obraćan do meki jališta, ete on je što nosat meki jališta pod carskine palatise. Pa što izdegovte da vidite prorok li davi velam i povede od prorok, zašto to je za koga je napišano. Ete ja zbog prakja moj od angel pred liceto tvoje, to će go prigotvi pato tvoj pred tebe. Vistina vi velam, među rodenite od žena ne sejavim pogovem od Jovana Krstitela, no najmaliji od carstvo nebesno je pogovem od mene. I ako sagate da znajete, to je Ilija što treba da to je. Koji ima uši da sluša, neka čuje. Vi svirevme i ne igravte. Vi pejevme žalni pesni i ne plačevte. Oti dojde Jovan koji ne jade ni tu pije i vela bez ima. Dojde Sinot čovečki koji jade i pije i vela ete čovek nenasiteni pijanica, prijatelj na mitnicite i grešnicite i se opravda premudrosta sa svojite dela. Te proslavujem, Oče, tatko na nebото i na zemljata. Što si go sokril to odmudrite i razumite, a si go otkril na pravednicite. I Isus vi veli, dojdete pri mene site, izmoreni opremeneti i ja ste go uspokojeni. Zemete go moj odjarem na sebe i poučete se od mene, zašto sam krotok i smiren po srce i ke najdete mir za dušite vaše. Zašto bremето moje je lesno i jarenog me je blag. Gospodи Isuse Hrisте, всемогъщ Спасител наш, Ти благодарам, što u ovoj den koji te živi slova i minula iz dušata. Gospodi Isuse Hrisте, Ti благодарам, što me donesem ovaj hram, ovaj molitven dom. Ti благодарам, Господе, što mi го naполни srcето со љубов, što mi davaš sila, što ne obлекуваш сите со сила од озгора, što mi davaš mudrost, Gospodи Isuse Hrisте, koji nema mudrost da je bara od Tebe, što me iscelуваš, što ne лекуваш, što mi dade vlast da газиме на змии на шкорпи и ништо нема да ни напакости. Господи Исусе Христе, издаја Твојата милост и сила во овој дом. Ти благодарам што овие луѓе се моите вистински браќа, зашто кој ја исполнува, Господи Исусе Христе, Твојата воља, тој е брат, сестра и мајка, како што Ти кажа. Слава Ти, Господи Исусе Христе, мир вам, бидете благословени. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Те сакаме, Господе, поведи ме до Божјото царство на небесата. Слава Ти, Христосе, амин, алелуја. За мене озвучувањето на Светото Писмо е духовно задоволство. Како професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, кој го предавам токму тоа сценски говор со техника на глас, уметничко интерпретирање, воведов една дисциплина која се вика духовно зборување, зборување на свети писма. Зборување на писмо кое е напишано од Бог, живото слово, нели? Во Светото Писмо се вели Отецот, Словото и Светиот Дух. Исус Христос е Словото и луѓето што ја читале Библијата, Светото Писмо, разбираат дека тоа е навистина живо слово и кога вие го озвучувате подолго време, тоа едноставно менува нешто во вас. Ве менува однатре. Има еден термин кој во христијанството се нарекува богороден. Значи, оној што нема да се роди од озгора, повторно роден. Нели, нема да го види Царството Божјо. Значи, родение во вода, со целосно потопување, Јованово крштение и родение од вода и од оган, од Исус Христос, односно читајќи го живото слово, вистината што е запишана во Светото Писмо, почнува да одекнува во вас, да ве менува внатре во вашата длабока сушност и да ве прави да се менувате, да бидете вие новородени, богородени, односно кој се приближува кон мене, нели, и јас ке се приближам кон него, покорете се кон Бога и Бог ке се приближи кон вас, приближете се кон Бога и Бог ке се приближи кон вас, кој се соединува со него, еден дух е со него. Ние зборуваме за еден дух со Исус Христос, со Словото, каде што тој е портата на спасението и делата што ги вршам јас, кој верува во мене, како што вели Исус, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши. И затоа го озвучувам последниве години делови од Светото Писмо, Матеј 4 и 5 глава, Матеј од 9 до 13 глава, Јован првите
од 1 до 8 глава. Тука се посланијата на Јаков, посланијата на апостол Павле, кои ги работам сега. И едноставно човек не се храни само од леп, како што вели Исус кога му одговорил на сатаната, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, ние зборуваме за една духовна храна и затоа се радувам кога ќе дојдам да ги зборувам светите писма. Посебно е духовно задоволство и предизвик кога го зборувам Светото писмо, го кажувам кај луѓе кои ги читаат словата, како што имав неколку пати, 3 пати можност во Евангелската црква во Прилеп, кај ромите. На вистина тоа беше посебно доживување. Едноставно се кеавате како слегува Светиот Дух и игра со мене. Како одеднаш се променува и тоа сило, значи има еден текст во Светото писмо кој вели и словото му беше со власт. Тогаш разбирам што значи тоа да имате слово со власт, да сведочите за Исус Христос. И би сакал христијанството во Македонија, која е благословена земја затоа што апостол Павле го сонуваше македонецот, Савле од Тарс, нели, кој се преобрази и стана Павле, потоа што му се јави Исус Христос, ангел Господов, и му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? И јас сум Исус кога го прогонуваш, и тој ослепе, и потоа повторно кога прогледа, нели, му ги отвори, со очите ќе гледате и нема да видите, она на старозаветното на Исаија, со уши ќе слушате и нема да чуете. Савле, односно апостол Павле, го сонуваше македонецот и дојде во Македонија да го шири Светото Евангелие. Тоа подразбира во Македонија треба да се шири Светото Евангелие и да ги отвори Господ срцата, со срцето да разберат и нашите православни, и евангелистите, и методистите, и баптистите, и сите други христијански деноминации кои се тука, да се соберем и да се молиме заедно, зашто Исус вели: ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Јас припаѓам на една црква која Господ ја изнедри од пастор Константин Кајшаров. Тој помина слична патека како апостол Павле, односно Савле од Тарс. Тој беше мастер, нели, водач на духовни техники, и денеска стана пастор, се преобрази, Господ го преобрази. Таа приказна е раскажана, може да ви ја раскаже за Голготата, што ја помина. И ние сега кога тоа го зборуваме за преобразување, дека човекот не треба себе да се обожува, туку да го слави Бог. Затоа ги зборувам овие свети писма. И знам дека има препреки, луѓето нема да сакаат, ќе ме спречуваат да го зборувам, но јас ќе продолжам и понатаму. Зашто се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Зашто кога сум слаб, тогаш сум силен, како што вели апостолот Павле. Зашто силата Исусова е во мене. Затоа што, македонци мои, треба да разберете, христијанството не подразбира обредно поклонување, одење во цркви, правење на обредни адети кои се предхристијански, кои се во македонската народна култура. Вие можете да ги правите тие се дел од вас. Но ако вие не го примите Исус Христос за Спасител, ако не се покаете, клекнете на колена, ако не им простите на сите, ако не ги исповедате своите гревови, ако не го поканите Исус да дојде да живее со вас, ако не им простите на сите, и ако не го почитувате она што Исус им го велише, оди и не греши повеќе, верата твоја те спаси, тогаш можете да одите во црквите и да бидете политичари, да крадете, да убивате, да лажете, да вршите цензура. Тоа не е христијанство. Христијанство е жива Христова црква, зашто Господ не живее во ракотворни храмови. Господ живее во вашето срце, кога вие ќе го поканите, кога вие живи слова, што ете ги озвучуваме, носи Господ на некој места, ќе почнат да одзвануваат во вашите срца, вие се кеавате како слегува Светиот Дух, како силата Исусова слегува, и тогаш газите на змии, на шкорпии, и ништо нема да ви напакости. И тогаш можеме да им заповедаме на демоните, и им даде власт над неговите ученици, да ги изгонуваат демовите и ништо да не им напакостат. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, се присутен Содржителу, нека е вечна Твојата слава, зашто Исус вели: јас сум патот, вистината и животот, и никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Човеку, брате, христијанину, може би е денеска твојот ден да се покаеш, да го повикаш Исус да дојде на тронот на твојот живот, да им простиш на сите, да не грешиш повеќе, да имаш водно крштевање и крштевање со Дух Свети, зашто како што рече Исус, почекајте додека не се исполните со сила од озгора. И потоа да славиш и да го пееш Бога. Зашто широк е патот што води кон пропаст и мнози наминуваат низ него, а тесни се вратите и тесна е портата што води кон животот, и малкумина го наоѓаат. Му благодарам на Господ Исус Христос,
што ми ги отвори очите, ушите и срцето и што ме води да му служам нему, зашто кој верува во Исус, тогаш станува царско свештенство и тој е сведок за Исус. Тој сведочи за Исус, тој го слави Исус. Зашто што друго е вредно да се слави, освен Исус Христовата победа на животот над смртта, откупувањето на гревовите, животот вечен и Божјото царство на небесата. И затоа, македонци мои, ги озвучувам овие слова, го фрлам семето, да дојде, можеби ќе фати уште некој брат или сестра, ќе фати тоа семе во нивните срца и душа, да се покајат и да разберат што значи живо христијанство. Припаѓам на една црква кај пастор Константин Кајшаров, која за жал не доби можност да се регистрира како верска заедница, што покажува дека нашата борба не е против крвта и плотта, туку против поднебесните сили на темнината на овој век. Дека се работи за битка меѓу сатаната и Исус Христос, меѓу паднатиот ангел, Отецот, Словото и Светиот Дух. Дека се работи за армакедонска битка, зашто кој ги, и како што е пишано во Откровението на Јован Богослов 16:16, и ги собра сите по еврејски на местото наречено Армакедон. А тоа е место за последната битка, место после која сатаната ќе оди во огнено езеро. Амин. Алелуја. Бидете благословени во Христа, сила Исусова, мир Господен, те сакаме Господи Исусе Христе. Амин. Амин до Божјо Царство Небесно. Македонијо, разбуди се и побарај го Христа за Спасител. Само така ќе имаш победоносен и плодоносен живот. Амин.